познам 20 години, повеќе од 20 години. И она што се случи вчера е еден пример на краен морбиден акт, кој акт покрај тоа што надлежните органи го квалификувале како обид за убиство или покушај ликвидација. И јас ќе додадам дека тоа е еден вид кукавички чин. После концерт, уметник кој што имал концерт и држал внимание на публикум повеќе од 2-3 часа настапувал и пеел, на таков кукавички начин да сакаш да го лишиш од живот е некаде мал збор да кажем дека е морбиден атак. Воедно тоа не е само, тоа е класичен атентат. Така да тоа што се случило се надевам дека ќе има краен епилог. Пред да продолжам со спонзорите, јас сакав да го контактирам Лукас, не знам во каде и во каква состојба, но вчера кога зборувавме на камера, реално да ви кажам го видов Лукас дека беше прилично вознемирен и потресен. Бидејќи на крајот од денот и Аца Лукас е човек, уметник и некој кој што е човек од крв и од месо, да се разбереме. И сите ние сме луѓе од крв и од месо. И нормално е да биде вознемирен, и нормално е дека не му е пријатно. Нема да навлегувам во истрагите или во процедуралните дејствија на надлежните органи, но само ќе апелирам дека на овој чин мора да му се не се јавува Лукас, дека мора да се стави крај, односно да има краен епилог кој што ќе финишира со санкција за оние кои што тоа го сториле. Со внимание го следев произнесувањето на Саша Мирковиќ како продуцент на Лукас, воедно собственик и директор на Хајп продукција, Хајп телевизија, каде што ексклузивец е Лукас. И морам да ви кажам дека сакале други тоа да го признаат или не, заложбата на Мирковиќ, кога станува збор за сите негови ексклузивци, еден своеврсен куриозитет во однос на посветеноста и онаа припадност која што емитува Мирковиќ кон неговите ексклузивци, па така срчано се однесува, ги брани со сите бои, иако тоа не е баш секогаш работа на продуцентот, бидејќи продуцентот или менаџерот треба да се грижи да биде настапот како треба, барем такви се другите